настава, можеме? Добро, добар ден на сите, почитувани претставители на стопански комори, почитувани компании, представници на компании, родители, колеги. Ви посакувам добре дојдовте во Хајделберг факултетот на Скопје. Во Скопје особено ми значи сегашни идни студенти што имаме денес. Денес не сме само собрани на обична дебата, сакаме да дискутираме за едно многу важно прашање, тоа е каква иднина да им оставиме на младите во Македонија. И уште поважно, дали образованието ќе продолжи само да создава дипломи, иако ние промовираме германска универзитетска диплома, но сепак мора конечно да започнеме да создаваме можеби повеќе и подготвени млади лица за реалниот живот и за компаниите. Јас длабоко верувам дека во Македонија има огромен потенцијал во млади. Доказ за тоа ние хакатонот кој го направивме преку 12 гимназии чинам, преку 200 средношколци, каде заедно со германските некои американски компании доделувавме награди и некаде формиравме 40 потенцијални стартап компании кои ќе заедно и со коморите и останатите компании ќе имаат завршница некаде на крај на август или почеток во септември. Хајделберг токму за тоа и го основавме и постои како иницијатива повеќе од 8 години, еве веќе во 9-та година како проект, уште во 17-та година. Тука сите студенти 30 на број во првите генерации од последниве 2 години се наши партнери. Сите работат, се во компании, некои се со full time, некои се со part time, некои се со платена пракса. Важноста на овој систем кој заедно го промовираме со Сојузна Република Германија или со универзитетите и естаблишментот таму е да го промениме системот. Тука посебна благодарност должам до стопанските комори и компаниите, особено водечките комори. Тука е председател на Стопанската комора на Македонија, господин Тазиски, кој мојот пат како младич ми помагал секогаш. Користам прилика да му се заблагодарам кога мене ми било тешко уште од пред 13 години, кога сум имал таа надеж да направиме нешто, секогаш сум имал поддршка и благодарам за целокупната поддршка која имам од вас. Кога сте имале време, секогаш сте биле тука. Истото тој Да, упоред. Од Охрид корените штом се, таа упорност мора да стои. Така да јас сум покорен тука некаде со вас и сам половина. Исто така морам да истакнам благодарност до сите комори, особено до оние каде што и ние сме членки АХК. Стопанската комора на Германија, без која ние немаше денес, како што кажав и со Сојузот, со најголемата комора, но и АХК е онаа комора која навистина го поддржуваше Хајделберг дури во моментите кога имавме години, кога имавме дури 99% шанса да не успее иницијативата овде да се формира првиот германски факултет, кој што е малечок, но има голема иницијатива и желба да прерасне во сериозна промена или да изврши иницијатива за сите останати други државни и приватни универзитети да ги менуваме во овој контекст. Тука секако ми е драго и останатите комори и вработување кон Дарко и професорот Торце кој работи и шведската комора која е нова, еве јас ќе ја запознам денес. Јас сум веројатно пред комора, До родителите една порака. Немам некој концепт на говоров, го правам така повеќе можеби емотивно. Ви благодарам на сите 30 родители на 30 студенти кои верувавте во Хајделберг и оние кои допрва ќе верувате. Јас мислам дека најголемата инвестиција денес не се згради, коли и бројки на сметка, најголемата инвестиција е образованието што можете да им го дадете на вашите деца. До студентите една порака, не заборавајте од мојот животен пат. Јас сум некаде дошол како студент со куфер со желби и куфер со надеж, ништо повеќе од тоа. Успехот не им припаѓа на оние што не паднале. Не познаваме луѓе кои не паднале, такви нема. Туку на оние кои секогаш стануваат и продолжуваат да се борат со истиот ентузијазам и верба како пред тоа. И затоа денес ние заедно ќе создадеме, мислам дека ќе бидеме иницијатори на една нова генерација на идни македонски деца кои можат да успеат и дома. Оптимисти сме и мислам дека тоа треба да не биде во каузата на македонската економија. Вчера доцна еден пријател од Америка кој работиме ми пушти една порака и со тоа ќе го завршам ова воведно излагање, вели вака: еден милиардер еднаш рекол: ако седнеш на маса со луѓе, погрижи се да зборуваат за Бог, развој, бизнис, со ништа и пари, не за луѓето. Имам многу порака. Така да ви посакувам убав ден, благодарам на сите кои сте тука и прогресивна дебата.
образование, тема која повеќе не е избор, туку економска неопходност. Денес живееме во парадокс. Компаниите велат дека немаат кадар, младите дека немаат можности, а образовниот систем често се уште произведува дипломи наместо практични компетенции. Затоа денес ќе зборуваме за модел што ги поврзува образованието и реалниот сектор. За модел во кој студентите не учат само теорија, туку добиваат практични вештини, работно искуство, директен контакт со компаниите уште за време на студирањето. И во време кога сите зборуваме за недостаток на кадар и салување на млади и потреба од конкурентна економија, дуалното образование не е само образовна реформа, туку стратешка инвестиција во иднината. Ви благодарам на сите присутни. Тука предлагам да започнеме со панел дискусијата. Прво ќе ги представам панелистите денеска, господин Бранко Адевски, председател на Стопанската комора на Северна Македонија. Ви благодарам што сте денеска тука. Господин Димитар Клисаровски, подпредседател на Шведско-македонска стопанска комора. Благодарам и вам. Орце Симов, професор на бизнес факултет. Благодарам на вас. Дарко Велков, извршен директор вработување МК. Сами Морина, член на одборот на директори Стопанска комора на Северозападна Македонија. Благодарам на вас што сте тука. Антија Ванделт, делегат на Германско-македонската Стопанска комора. Ви благодарам што сте денеска тука. И морам да истакнам дека иако физички не се со нас, поради присуство на конференција за финансиска регулација, се пак присутни онлайн на дебатата, со нас преку онлайн врска ќе бидат и Елиза Бренчов, председател на Американско-Балканската глобална комора, и Бобан Попески, главен извршен директор на Lockport Finance, и те ќе се вклучат подоцна во дебатата. Сега предлагам да почнеме конкретно со дебатата, односно првата тема која би ја посветила конкретно и за родителите и за бизнес заедницата, што компаниите бараат од идните студенти. Ќе почнам од господинот Азевски, како председател на најголемата стопанска комора. Разговарате со компаниите членки и кој е најчестиот предизвик што им недостасува на младите дипломци кои ќе дојдат на интервју за разговор за работа кај нив? Благодарам на прашањето, поздрав до сите. Особено сум горд што сум тука на академијата на мојот пријател. Особено се потекнува од Германија, која што е за мене и долу држава најдобро организирана на светот, која што не помогнала само на тебе, помогнала и на нашата комора, помогнала и на себе да кој можела. Еден од нашите постари бизнесмени многу пати кога се видим и кажи да ето, ако се родам уште еднаш ќе работам само со германци. Така да ево еден маркетинг за полата во која се наоѓате, не сте сгрешиле, сте на истинското место и такви кадрови се потребни на бизнесот. Јас не разговарам со бизнесмените, јас слушам што кажуваат тие, затоа што јас сум подреден на нив, тие се газдите, и јас сум човек кој што ги почитува легислативите и затоа сум остал на 22 години на чело на комора. Така да ова запамтете. Во овој систем во кој што живеете, многу јасно е разграничувањето меѓу собственикот, менаџерот и вакво. Ако без ниеден од нив ништо не може да се направи, ако еден не функционира како што треба, пропаѓа систем. Сите се подеднако важни во тој процес. Поздрав до моите колеги, кои што се појднали на водиме битки со владата најчесто, некои спорадични ќе се постави джуст така што чешни няма. Добро не изјавено сега. Прашањето за Дубровник образование. Се наоѓа во Дубровник, кога мојот колега од Србија 15 година ми кажа да дојдеш во петок во Белград да отвориме расправа со германски стручњаци за дуалното образование. Тоа дуалното образование го знаем наизуст. Затоа што мојата покојна мајка беше директор на електромашинскиот училишен центар кој што работеше по тој принцип и
се знаеше дека на 11 учениците на 11 јуни распоредени си одат на работните места. И го знаев тој процес од дома, како се отвори и што се отвори и така натаму. И баш бев предизвикан и отиде на Белград, петокот. Излезе представникот на германските комори во Белград тогаш и со еден мантел, го облече мантел во Оклучки и ви одржа предавање за тоа. До мене седи председателот Вучич и вика, тогаш беше премиер. Вика, господин Азарски, ти ќе му одговориш или јас да му одговорам, дека сме имале ваков систем. Јас му дам, редно е, вие сте премиер, издај да го кажете. Он кажа тоа што би кажал и јас и тргна во акција. По-тешка задача во животот со нема. Затоа што сите убедувања што траја 5 години, првите 5 години, беа за тоа дека нашите бизнесмени мислеат дека тоа некој ќе го плати друг. Они очекуваат да им кажеш дека државата ќе плати за тоа што он ќе зема работници какви што му требаат и какви што треба да сеоспособуваат. Па донесов делегација од Словенија, па не може да се разберат и така натаму. Дојден управен одбор во кој што упукна филмот на господинот, јас борбам со факти за да разберите и споменувам и личности, директор Драги Милошевски на Киро Дандаров. И вработената кајдас која што работи на таа проблематика и која што нон-стоп не информира и стои во место, они вика понеделник, ќе дојдеш во Видола, кај мене, ќе одиме во тој и тоа школо, ќе ги викнеме тамо раководството на школото, ќе дојдат, ќе подпишеме договорот, првиот и така тргна работата. Отиде таа понеделникот, денеска ние имаме практично половината, односно преку 70% од школите имаат склучено договори за дуално образование, кое што е, како го викаш, мислам, еден од најголемите успеси на оваа држава што го направила заедништво, бидејќи никој против таа работа нема никаква задршка и некаква резерва. Што значи тоа за нас, за бизнисот? Значи дека ако не беа сите овие кризи од 98-ма, економската и финансиска, па 2012-та, па 2016-та, нели енергетска, па не знам здравствена криза, па не знам каква криза, за нафтената сега, централното прашање на бизнисот во Македонија беше недостаток на кадар. Македонија нема кадар кој што е потребен за ваквата структура на бизнисот. Значи јас не велам дека ако ти го погледаш пошироко пазарот на Балкан, можда и можеш да одиш таму, можда и има шанса, али за нашава структура тоа, како го викаш, е невозможна мисија. Заради тоа, мислам дека треба да се кажат две работи. Првата е, ако сакаш да уништиш една држава, уништи го образованието. Ако сакаш да ја напреди го образованието. Јас ќе го кажам мојот пример. Мене многу ме обвинуваат дека сум шеф на некаква мафијашка комора, таму олигарси се викале, тие не знам што се викале, каму се викале. И за да си шеф на мафија треба да се занимаваш со отпад. Ние не се занимаваме со отпад, зашто отпадот на запад го контролира мафијата, разбираш? И му викам на еден на расправа, ти зошто си се мешал во нашиот бизнис? Ама јас работам со пакување. Тој исто ми личи во ѓубре, решо, разбираш, да видиме да ја расчистиме работа. Значи, рековме образованието колку е значајна работа во тој дел на стварање на кадар за потребите на бизнисот. Мислам дека сега сме на клучниот предизвик за воведување на вештини во високото образование. Бизнисот бара вештина, не бара наука. Значи, бизнисот бара, ако ти студираш електротехнички факултет, што е употребната вредност за да можеш да се работиш на тоа работно место? И дали постои такво работно место?
Ние можеме за што сакаме да се зборуваме. Значи таа врска кај нас тешко се воспоставува. Денеска беше тука председателката на Европската агенција што се занимава со напредување на високото образование и баш праве како тоа новата. Ние имаме една ситуација чудна, изразена преку мене. Јас сум член на горешниот одбор на Универзитетот во Лјубљана и на економскиот факултет, али не сум во Македонија, зашто во Македонија сите се паметни и никој не им треба така. Затоа те земале словенците. И ја гледам стратегијата нивна. Стратегијата нивна ние може да ја сањаме за 10 наредни години. Каков е тој пристап? Каква е таа борба за секој човек, за секој млад човек? Каква е таа државна политика? Например, нема ни еден приватен факултет. Јас не велам дека не треба конкуренција, може да не ги исполнува условите. Али ако бидиш, треба да исполнуваш услови, треба да си равноправен и да се бориш на пазар. И да биде загарантирано тоа на некој начин. И да му биде загарантирано на младиот човек работувањето. Зошто ако ти во стартот, значи, изгубиш 3 години, тоа е исто како на старт на 110 метри со пречки, ги изгубиш првите 30 метра. Така, готов си, не можеш да стигнеш таму. Зошто ние обратно све имаме поставено во животот. На младиот човек му требаат сега пари, му требаат сега вработување, му треба тоа. Ние наследство, ние као го викаш, че кој ќе умрел, ќе би го препишел наследството, не треба да би го препишеш, ама. Разбира, за да ме држи као го вика за муцка и цело време со тоа. Наследството е бизнис категорија. Не исто дали јас тебе ќе ти го дам наследството на 25 години или ќе ти го дам на 75 години. Значи, многу работи имаме. Законот за наследство ни уши од стара Југославија остава. Така да, мислам дека сме на правата тангента на воспоставување на некаков приоритет. Ако мене би ме прашале кај би ги вложил своите права, пари во образование би ги вложил. Мислам, без тоа сум сигурен дека државата нема да остави да оди напред и дека ќе остани отишта. Пазите, ние сега да зборуваме, то тука и договорниците ќе кажат овце кој сте подобро и така натаму, ние зборуваме човече денеска за дигитализација како да тоа треба да се воведува. Разбираш? А луѓето веќе отишле на месечи. И доаѓаат кај мене сега за подпис, како се вика тоа, за фактура, 20 луѓе нешто так известуваат и ги прашувам што е, јас имам дојам дека вие нема да ја воведете во наредните 4 години. Па така дека. Кај ќе одиме ние? Мислам дека го имате правилно поставено вистинското прашање. Ние сме вложили многу труд, да знаете, и напор за да дојде до нешто напредок на тој план и бар нешто да имаме да кажеме дека ќе дадеме вака, дека сме успеале во нешто. Меѓутоа, она што сакам да го видам и она што го доживеаш кога бев млад како вас, во Охрид во гимназијата, вие сите ја знаете гимназијата таму, е оваа зграда во центарот, направена треба да е резиденција на председател на држава, а не гимназија, луѓето можат и во барака вака да учат. А сега ти една преубава зграда, не знам, таму 1600-та година, направија резиденција да можат луѓето да ја гледаат со стражи, со почасти батальони таму, како се вика туристичка атракција. Ево таа 76-та до 80-та година, јас каде што учев, моите професори возеа најубави коли. Беа најавторитативни луѓе во градот и јас повеќе им верував ними него на своите родители. Јас не знам колку земаат плата, јас не знам што беше и како се одвиваше за образованието. Али ова е вистина која треба да се следи. Кога ние ќе дојдеме да ги видиме професорите во таква позиција, а родителите во почитување према нивната струка, тоа ќе можеме да речеме дека сме на вистинскиот пат. Некој ќе рече, ама го враќате вие комунизмот. Не е враќање на комунизмот.
И на запад оди секаде професорот е професор и почитуван и на место човек што знае не само да каже за својата струка, него што и образува луѓе, воспитува луѓе и така натаму одговара на прашања. Мојот идеал е со ова што помагам да јас ја видам таа ситуација во која што образованието ќе го доведеме на еден највисок пиедестал. Порака до премиерот има. Преку вас да ја кажам. Изуби ја кажам и сега ќе ја кажам. Во Македонија ќе настане преокрет во политичкиот живот и во све и во напредокот, кога премиерот на државата ќе го изрецитира составот на владата. Прво да го изговори името на министерот за образование, па на здравство, па на економија, а не на војска и на полиција кој ќе бил, бегајле кој ќе бил на това. Што имаме ние за тоа врска? Ние ќе бидеме светска велесила со Срашовото топче. Значи, ние не можеме тоа да видиме. Ние можеме да видиме ова што го зборувам јас и да се ги запрегнеме ракавите и да фатиме, да создаваме тоа што можеме да создадеме. Благодарам. Така, конкретно да прашам, конкретно вас оставам во моментот е дека на бизнисот не недостасува кадар. Дали бизнис секторот на вистина инвестира доволно во создавање кадар или очекува системот сам да ги произведе тие готови работници за нив? Односно, дали тука во овој раскорак на толку многу години гледате ли некаква одговорност кај бизнисот што самиот не заде да ги обучува, да речеме, младите кадри од факултетите да бидат наука? И колку компании се моментално подготвени да инвестираат во менторство, практика, обука на младиот кадар? Имаме ли такви многу компании или се Да малку? не се лажиме, одговорноста е секаде. Ние не сме до оваа дереже дојдени затоа што некој не е одговорен, сите се одговорни. Меѓутоа, прашањето е дали ние ќе сакаме да ја признаеме вистината, дека има она што кажале уште старите грци, лидерство и масово. Ние со дуалното образование го решаме масовноста на присуството на работникот на работно место за кое што е способен. Ама тој без лидерството на високообразовниот кадар не може да оди напред. Затоа што таа фабрика тие ќе отворат, тие ќе ја раководат. Ти си тој што ќе извршува наредбата. Ние сега не сакаме под притисок на бившиот систем, не сакаме да признаеме дека постои разлика. Разлика постои. Јас реков на почетокот, не може да го викаш нити без газда, нити без менаџер, нити без работник. Али тие се разликуваат. И лидерството, моќта за одење напред е да воведеме вештини кај високото образование, да воведеме вештини кај надградбата на високото образование, дополнителни студии, доживотно учење и така натаму. Значи, високото образование да стане само вајал карта, да влезеш ти во игра, а ти треба да се надградува секој ден и така натаму. Така да, мислам дека државата чекаше тоа да го реши сами, бизнисот е правилниот одговор на прашањето, а бизнисот чекаше она што реков државата тука да интервенира. И тука настрадаја и учениците и професорите. Професорите се доведоа до немогуча ситуација да кој ќе дојде на работа биде како го викаш облечен поевтино него ученик. Како да гради авторитет? И кога ќе дојде уште родителот наместо да застане на страната негова, он застанува на страната на детето. И тука е целиот процес кој што Тука многу работи се смеша и политика се измеша и политика. Али сега бидејќи ги разграничуваме работите, треба ова. Значи, стандард за кадарот што го воспитува децата. Ти му го даваш детето да ти го воспита, човек. Ние викавме, знаете како имаш институции, ветеше се викаа. Ваша последна шанса. И сега ти му го даваш на ваша последна шанса детето да ти го. И не викаш и да реагираш. Па затоа вела треба малце да поинаку го свртиме тој диапазон. Значи, мора 5% да има одвојуване од буџетот за развој на образованието. Мора. То како ќе се распореди, тоа е твој проблем. 5% мора. Мора, како го викаш, тие луѓе да бидат со дигнитет. Мора тие луѓе да учат.
Мора тие луѓе доживотно да се воспитани и да се тек. Сега не може, сум завршил јас факултет пред 40 години и 40 години не сум фатил никаква напредна литература и сега исто ќе ќе предам. Тој што си го пред 40 години сега не е. Трето, мислам дека мора и ние самите да се привикнуваме. Сега не се сите луѓе дека одат и се изселуваат од државата заради економски причини. Има луѓе што имаат предизвик да одат надвор. Така, јас не велам дека не е најголем дел економската емиграција. Ама сега имаш и друга емиграција што по друг основ логика сака да оди да промени и така натаму да види да се компазира. Ние треба да создадеме услови тие да можат да се вратат кога ќе треба да се врата и така натаму и да се остане на слободата нивна како и ќе си го регулира животот. Така да мислам дека имало грешки, грешките људски да се признаат и да се опростат, али треба да се извлече од нив поука. Поуката ќе извлечеме ако сега ги слушаме тие што ни кажуваат, затоа што тие се со проблемите, тие се со она што да речам нуди решение, тие се интернационално подобро поврзани од нас и мислам дека може да поадекватно однесат претпоставки што треба да се владата или надлежните органи да го следат. Уште нешто кратко ќе ве прашам, да не ви измориме премногу. Секогаш меѓу првите приоритети на агендата на стопанските комори во земјава било главното образование. Сега во вашите изјави, како да гледам некако оптимизам, имате и чести изгледи со Министерството на образование, со премиерот и слично, видене нели проширување на тој концепт на дуално образование, нов закон за стручно образование, обука пред 2 години во министерката. Што конкретно се прави на тој план во моментот и гледате ли политичка волја за да се среди на некој начин цел тој образовен систем? Значи јас како гледам на раководењето, цело живот сум бил успешен во раководење. Гледам дека ресурсот што ти е задаен и што го имаш, треба да има приоритет. Значи сега, во овој момент, за мене приоритет во државата треба да бидат неколку работи кои што ние ги имаме истакнато цело време. Значи, ова го сметам како редовна, да речам, активност, редовна позиција на државата со која што треба да се надградува систем. Али она што мора ние да го направиме, да искорениме сивата економија, да покушаме да ја сузбијаме корупцијата, да ја гасифицираме земјата, зашто ова е срамно што се прави како логикаш на тој план и последното директно да ги поддржиме извозните компании. Тие се за мене глобални приоритети на државата кои што морат да се остварат. Ево ќе ви кажам зошто. Затоа што има можност не да се искоренат, али сивата економија, елиминирање на кеш плаќање. Не мора да е 100%, така? Член на Совет на Народна банка. Зашо не го искоренавте? А? Оде го кажеш на студентите. Втора работа, корупцијата. Корупцијата, најдобро ви кажам, ова е, как се вика, Рамбо Амадеус. Како се искоренува? Ако земаш 300 евра плата, зборува за национализам. Ако земаш 500 евра, зборуваш кај ќе одиш на викенд. Ако земаш 1000, зборуваш каде ќе одиш на одмор. Ако земаш над 3000, зборуваш за временска прогноза. Значи, ти кажал дека мора да се подигне нивото на животниот стандард. Додека има сиромаштија, ќе има корупција, крај. Подигнимо нивото на животен стандард. Јас кога дојдов, државата по глава на жител имаше толку и толку, кога си одов имаше толку и толку. Газификацијата не е проблем што ние плаќаме 4 пати повисок газ, зашто имаме мала потрошувачка. Него е проблем за конекцијата. Ние сме транзитна земја, ние со тоа спречаваме продорот и снабдувањето на газ на другите држави околу нас, кои што немаат алтернативно решение. Значи, ние имаме и друга одговорност, меѓународна, регионална и така натаму. И четвртото прашање за извозот. Ова држава, кој сакаш да го прашаш стручњак на запад, на исток, овде кај нас ќе ти одговори. Без извоз, не на производи со додадена вредност и услуги, нема обстанок на една мала држава.
Затоа што преку тоа се обезбедуваат средства за плаќање на долговите. А тебе те задолжил некој познак сега пред 30 години. Значи ти си должен да ги плаќаш. Југославија пропадна 92 година. Се сеќам кога министерот Ставрески после 20 години објави дека последниот долар е платен онака по сукцесијата како што беше. Значи нема проштавање. Тие кои ќе после 20 години од пропаста ќе си наследникот ќе си ги плати долговите. И тоа е меѓународно признати стандарди. Нема тука за прканција. Затоа мислам дека извозот мора да биде алфа и омега на државата, бидејќи тој може да создаде таква вредност да се плаќат долговите, а на младите да им се отвори перспектива. Тоа се за мене тие приоритети без кои не се може. Образованието е она што треба теговно да се одржава и практично да го храни системот и да оди скала по скала на подобро и подобро така. Господин ви благодарам. Слободно може да се уклучите и другите панелисти можат слободно да се уклучат да го помат нешто на темата. Господина Морина, колкав е тоа сканас помеѓу тоа што го бара индустријата и тоа што го произведува образованието? Да се заблагодарам за таната. Често да отидам покрај луѓето што се од критика. Јас ќе се послушам со некои бројки, може и да не се точно, и тоа се помеѓа и зелен за критика. Да се објасни јазов према тоа што го барат компании и те што го нуди пазарот на трудот. Најдобро зборуваат бројки. Луѓе што барат вработување се од прека 90.000. Се дека компаниите барат 25.000 вработници. Значи, вие можете да го гледате јазот како што сакате, на која гледна точка сакате од ова страна. Мислам дека бројките најдобро. Не, 25.000 барат компаниите, недостасува. Да, меѓутоа ние имаме 90.000 кои барат работа. И можете да видите зашто се работи. Значи, се работи за еден голем јас тука што е диаметрално, значи во скроз се работи брано и должно. Трудно. Кои сектори во кои дејности недостасуваат, односно што би им порачало на младите што да учат понатаму, кои професија би била? Интересно е прашањето. Тоа би требало малку повише. Јас не би сакал да земам за право да им кажам што некој да учи. Него треба да се гледат трендовите на тоа што се одвива во државата. Зашто така да си кажам многу добро. Значи во нашата држава имаме конкретни сектори кои се во моментот најуспешни. И треба и студентите сами да истражуваат. Во недостаток на кохезија на компаниите и дали тоа се органите на создавање на законодавството или екзекутивот, па и тука ние стопанските комори како мост, значи пошто немаме таква кохезија за да ги размениме податоците што всушност треба, што треба да се нуди и што треба да се направи, па база на тоа стратешки каде да ја гледаме државата во иднина. Значи не би може да се останам да му кажам на некој човек тоа да се учи или ова да се учи. Зашто на таа да си даде еден пример што да стигна во меморија, дека значи треба да се знае секој човек своето место каде е. Значи без собствениците, какви да се, дали биде тоа високо образовани, дали они знаат да кулираат потребите како треба или не, сепак треба некој, не знам кој ги го земе како тоа или можеме сите заедно да се сплотиме и да креираме комуникација, кохезија, комуникација помеѓу разните сектори и разните сфери, за да видиме каде треба да одиме. Треба да се почитуваат и таквите газди што се креирани, и таквите власти што ги имаме и треба да се и таквата млада генерација што ни доаѓа. Сите треба да се почитуваме себе си и да седиме и да видиме реално да ги решаваме проблемите визави тоа информациите што ги има. Што треба да се подобри во системот и како да вредиме да се создаде поголема доверба помеѓу бизнес секторот и образованието? Само кратко ќе бидам за почитување на времето на сите присутни тука, комуникација. Јас мислам дека во видувањето на практиката, дали во професионално училиште, напредувањето има пракса, има практика, али тоа треба да се Колку компаниите се спремни да примат значи и да едуцираат, да финансираат и едукација? Пак ќе се надовршам со газа. Значи треба владата како да овозможи инцентиви за компаниите за да бидат спремни. Па после тоа да се примерат механизми ако треба. Владата, бизнисот не може да... Не, значи, пазете, вие сте дома и сега сте комоти да ви дојде некој гостин на кој ќе имате интереси, пријатности, така натака.
Се дека некој гост ги доаѓа да ви прави проблеми тука, да ви прави нешто, значи нема да ви биде мил. Ајде да кажеме ово, да земеме така немил пример, меѓутоа пример, за да се потенцира важноста колку е дека треба компаниите да бидат гостопримливи према младите, какви и да се, таа генерација, таа ментален склоп што сега новите генерации го гледат. Треба да им се направи гостопримство, дали тоа ќе биде преку инцентиви од власта, дали ќе биде приморање со закон од владата, али секако треба да се организира целокупниот систем и да има комуникација и да функционира во таа насока и да се големи количината, да кажам количината, тоа е проблемот на практиката, дали во средните училишта, дали во професионалните средни училишта, особено во факултетите. Да не биде тоа волонтарно, практиката, праксата. Во последниот семестар имате пракса и тоа е мандаторно и толку треба да завршува работата. Треба ни сите семестри, ни сите години, почнувајќи од средното училиште и надале. Ви благодарам, господине Симов и господине Клисаровски. Вие сте во сектори каде конкуренцијата така да вишестока. Дали мислите дека македонските факултети произведуваат готови кадри или компаниите треба да ги доучуваат на некој начин, од нула или да ги учат од нула? И ако е ова второто, ако треба од нула да почна да го доучуваат тој кадар, колку време и пари губи една компанија, додека од млад човек создаде некој квалификуван и високопродуктивен кадар? Господине Симов. Да, кога зборуваме за образование, има една изрека која вика за да ја предвидите игнината, најдобро е да ја создадете игнината. Каква игнина ние сакаме во Македонија? Ние сакаме во Македонија да има добра игнина. Македонија да биде пожелна и посекувана земја за живење. А игнината на Македонија ја креира денешното образование. Затоа што денешното образование ги создава идните правници, економисти, инженери, архитекти и така натаму. Каква ќе биде иднината после 25 години, зависи од тоа што се учи денес и какво е денешното образование. Ако ние во Македонија сакаме после 15 или 20 години да имаме светла иднина, ни треба одлично денешно образование. Од господинот Тазерски ми остана неколку поенти во сеќавање, повеќе поенти, меѓутоа ви кажал две од тие поенти. Едната поента е дека Словенија се грижи за луѓето. Дали ние во Македонија се грижиме за луѓето? Ние во Македонија овозможуваме словенски државни компании да дојдат и да нудат на нашето младо население што се нуди во Словенија. Дека таму има добри универзитети, дека може да се запишаат таму, дека може да учат и така натаму. Значи, државни институции од други земји доаѓаат и ќе го земаат најголемото национално богатство, а тоа се луѓето. И според мои податоци, околу 1800 студенти се запишуваат секоја година во Словенија, 10.000 купно, значи 20%. Значи некој ќе зема 20% од идното население. Како да го подобриме денешното образование, за да имаме утре подобра иднина? Тука исто би се референцирал на нешто што ви остави впечаток од господин Бран Тазерски, а тоа се професори. Ние за да имаме добро образование, на нас ни треба децата да ни ги учат и да ги воспитуваат најдобрите луѓе. А за да ги подготвиме најдобрите луѓе во образование, ни треба да ги зголемиме плати. Ние треба да стартуваме така што во моментот ќе ги зголемиме платите во образование. И тоа веднаш нема да даде резултати. Затоа што во моментот работат тие наставници и професори такви какви што се. Меѓутоа, кога ќе ги изголемиме финансиите во образованието, нивните плати, полека ќе почнат да се заинтересираат се подобри и подобри луѓе и ќе добиеме резултати после 15 години. Конкретно во однос на тоа што прашавте околу компаниите, јас работам во една сфера која што е, да речеме, високотехнолошки, индустријска автоматизација, дигитална трансформација, зградна автоматизација и така натаму. Нема многу. Ние треба да работиме доста, да ги обучиме луѓето што ги вработуваме, за да можат да се вклучат во тие технологии со кои што ние работиме. Инвестираме доста во их, платите се прилично високи
и за жал губиме многу кадар. Ќе инвестираме многу финансиски средства, ќе ги обучиме со високи технологии. Тоа нивно знаење што они го стекнуваат на запад е многу повеќе платено и многу често ни бегаат луѓе во развиени земји. Тоа е еден од клучните проблеми со кои што ние како земја се соочуваме, а тоа е емиграцијата, односно одлив на население. Затоа има повеќе причини. Една економска причина, меѓутоа мислам дека во последно време не е толку економската причина, повеќе е незадоволството од неправди, неправилно напредување во кариерата, недобар здравствен систем, недобар образовен систем, недобро правосудство, нечист воздух, екологија и така натаму. Мислам дека тие причини во последните децении преовладуваат. Ние мора да подобриме доста работи, затоа што живееме на одлични климатско-географски услови. И навистина е штета, се што имаме тука и околу наследството, исто што спомнуваше господин Тазевски, имаме имот, имаме родини, имаме пријатели, се до тоа го напуштиме и одиме во некои други земји, кај што условите се многу полоши за живење, што немаме родини, немаме пријатели, немаме ништо. А тука напуштаме се, зашто? Затоа што системот не функционира. Ајде да го промениме системот. Дај да го направиме овој систем да функционира, а да го направиме тоа ни треба образование. Ние инвестираме доста во тоа да ги надградуваме нашите вработени. Јас конкретно ние сме и акредитиран тренинг центар за една доста софистицирана технологија, тоа е зградна автоматизација. Имаме акредитација од Брисел, многу луѓе се обучени во тој наш тренинг центар, дури што е ретко сме имале луѓе од Естонија, што доаѓале во Македонија да учат зградна автоматизација. Бугарија, Косово, Албанија, Србија, Германија, Швајцарија, па и Естонија што е дигитално многу напредна земја, присуствувале и учеле во нашиот тренинг центар. Мора постојано да се надградуваме. Ние како мала земја не можеме да си го дозволиме луксузот на масовно производство. На нас ни требаат иновации. Да работиме на границите на тоа што е познато како теорија и тоа што можеме да го претвориме во производи и услуги што ќе донесат високо доходовни вредности. Ние, например, можеме со високи технологии да направиме нешто што е парадоксално и тоа да ни генерира голема вредност, ама за тоа ни треба знание, а за да има знание треба образование. Например, со колегата Димитар Клисаровски пред да дојде, разговаравме дека кога бил во Кина се возел со Uber такси без возач. Например, Uber е најголемијата такси компанија во светот што нема ни едно возило и нема ни еден возач. Како е тоа возможно? Па со иновации има одреден портал преку кој што може да ги споите на тие што им се потребни возила со тие што имаат возила и некој друг да го купува имотот и да ги плаќа шоферите, услугите и така натаму, а вие да генерирате приходи од тоа. Вие доаѓате од реалниот сектор, на некој начин работите висока технологија на друг начин. Не ве прашувам лично конкретно за вашата компанија, за компаниите во кои што работите. Колку бизнес моделот, односно понуда од плата, услови за работа, бенефиции, напредок во кариера и слично, е доволно добар кој го нуди бизнисот кај нас. Дали бизнисот застанува зад понудата, тоа што им го нуди на младите за да ги задржи на работните места? Денес светот Бил да спекне вашата компанија. Да, јасно, да. Денес светот е многу помобилен. Многу помобилен што бил пред 30-40 години. И информациите се шират многу побрзо. Имаме многу повеќе канали како да добиваме информации. Во Македонија компаниите не нудат конкурентно доволно за личен напредок и лична кариера како што нудат компаниите во Европа, затоа што во Европа, Германија и другите развиени земји. Затоа што таму имаме компании кои што произведуваат високотехнолошки производи и услуги кои што се нудат во целиот свет и таму можноста и за учење и за кариерен напредок е многу поголем. Клучниот проблем според вас е тоа. Да, сега во моментот не можат македонските компании да го понудат тоа што го нудат компаниите во развиените земји. Меѓутоа тука настанува еден еквилибриум. Од една страна вие тука имате роднини, пријатели, имот,
имате одреден начин на живот и имате одредено ниво што ви дозволува да кариерно напредувате. На запад го немате и немате роднините, пријателите и имате поголеми можности за кариера. Меѓутоа настанува еден баланс и одреден број на луѓе остануваат тук. Ние треба да работиме а тоа можеме да го направиме со иновации, да имаме компании кои што ќе работат, да можеме да предвидиме што е тоа што доаѓа во иднина. Например, во иднина доаѓаат два големи брана кои што ќе направат промени во сите сфери од тоа што го познаваме денес како општество. Промените ќе бидат многу поголеми од тоа што направиле до сегашните индустријски револуции. Тоа ќе биде вештачката интелигенција и синтетичката биологија. А обединете тие два брана заедно ќе направат уште поголеми промени. Ако ние се насочиме кон тоа. Која насока се промени? Докажете ми да. Например, синтетичката биологија значи креирање на нов живот, реинженеринг на постоечкиот живот. Вие ќе можете, да речеме, да креирате одредени секвенции во ДНК молекули, да промените кај постоечки луѓе, да го испитате геномот на човекот, неговиот состав на аденин, гванин, тимин, цитозин, да видите он каква структура има во гените, какви информации се запишани таму, дали после 17 години ќе биде склон едно ново родече од одредени болести, однапред да делувате, да не дојде до тие болести, да го подобрите значително животот на луѓето, да искорените одредени болести, да некој ако има некои здравствени проблеми, да ги надминете тие проблеми со нови молекули на лекови, со нови протеини, со испитување на 3D форми. Просторот тука е огромен, значи 3D форми на протеини, информации запишани во ДНК молекули, генетски регулаторни мрежи што одлучуваат кои гени ќе се трансформираат во протеини и така натаму. Вештачката интелигенција веќе покажа дека таа може да креира и знаење кое што досега е непознато за човештвото. Значи имаше еден случај кој што експлицитно го покажува тоа, а тоа е играта Go. Најшведскиот шампион 2016 година изгуби од DeepMind и DeepMind одигра, позната е третата игра и 37-миот потек во таа игра. Машината одигра многу невообичаен потек и светскиот шампион стана и се шедаше 15 минути, не знае што да прави. И после тоа ја изгуби таа игра, тогаш 4-1 беше за машината и се покаже дека тоа е Move 37 или потек 37 е нова стратегија која што претходно 5000 години од луѓето не била откриена како можност за играње на стратегија. Значи машините може да откриваат ново знаење. Има промена во тоа како ќе се живее. Мислам дека ќе се подобрува животот на луѓето. Ќе живееме во поголемо изобилство, помалку ќе работиме, ќе треба да видиме со што ќе се бавиме на тоа година. Според европските анализи, земјите се развие дуален модел, имаат значително помиска на работеност на младите и побрза транзиција од образование до работа. Така, тамо Германија, Австрија, Швајцарија, токму тоа дуално образование е еден од клучните столбови дури на економската стабилност на земјата. Што Македонија може да преземе од тие развиени модели, од тие европски практики? Што може да се пренесе на некој начин кај нас? Благодарам за прашањето. Мислам дека многу може да земе од тие земји, меѓутоа не треба да копираме. Еден модел да земе и да скопираме, да го водиме кај нас, но треба да купиме се тоа што е најдобро кај сите овие различни модели. Например, споменавте Германија, Австрија, таму има повеќе структура. Јас повеќе би можел да зборам за Шведска, бидејќи комората која што представаме шведско-македонска и компанијата за која што работам е од Шведска, таму па повеќе има флексибилност. Младите за време на образованието се образуваат да се прилагодуваат, имаат право да кажат што мислат, уште од, да кажем, најмладите образовни години, тие се запознаваат со реалниот живот и со тоа што го работат компаниите, институциите. Не велам дека треба на 12 години некој да знае што ќе работи, меѓутоа треба да се запознае со тоа
што значи работа и да се научат на основните вредности, тимска работа, соработка, прилагодување. И сметам дека суштината на образованието е и во денешните текови треба да се научат учениците, студентите да се прилагодуваат на промените, затоа што денес промените се одвиваат многу брзо. И не може да очекуваме дека програмите на факултетите можат да го следат промените кои што се случуваат во светот, во технологијата, во процесите на компаниите. Меѓутоа, голема улога тука има, како што кажа господин Матазевски, инволвирање на компании во процесот на образование, односно компаниите да учествуваат во креирање на студентските програми, компаниите да учествуваат при креирање на таа програма за каков кадар треба да добијат за 5 или за 10 години, со цел тој кадар кој ќе заврши универзитет да се вклопи во бизнис заедницата и исто така многу е важно да имплементираме и практично работење, кое што де факто ние го имаме во државата, ајде да кажем, функционира на некој начин, меѓутоа не на оној начин како што функционира на запад. Во Шведска повеќе од 90% од студентите кои што се во завршната година сами одат и барат практиканство во компании и поминуваат најмалку 6 месеци. Тоа е многу важно затоа што рековме дека тековите одат многу брзо и тие на крајот од студирањето се прилагодуваат и гледаат како функционираат компаниите и понатаму или ќе продолжат со работа во истите компании или додат во друга компанија кои да подоцна да се прилагодат и да придонесат многу во систем. Инвестирањето во образованието, како што каже господин Матазевски, е еден од суштинските столбови, заедно и со здравството, кое што е многу важно и тоа ќе го спречи одливот на кадар од нашите држави. Кога треба да почне, да речеме на некој начин, тук се препракта, кога треба да почне тоа насочување на некој начин на младите, кон практична работа и слично, кои се најдобрите возрасти, тука дали да не е веќе факултет многу доцна, па повторно да каскаме за европските практики и слично. И колку е важна таа соработка помеѓу државата, односно целиот систем, училиштата, универзитетите и компаниите. Што според вас е тука во Македонија, што недостасува кај нас тука? Која алка ни недостасува од тоа? Или си? Па во принцип, таа соработка на овие 4 столбови што ги кажате е суштински важна. Ако овие столбови функционираат посебно, на крајот сите ќе произведат некој производ кој што нема да биде потребен за пазар. И соработката е нужна. Од една страна државата треба да креира систем во кој што компаниите ќе се инволвираат преку менторство, посета на образовни установи каде што ќе можат да ги споделат своите искуства и потребите на пазарот, да овозможат на студентите, учениците да се вклучат во самата работа. А од кога треба да започнат? Па мислам дека треба да започнат од најраните години. Прво со запознавање на учениците од основно одделение со кои процеси функционираат во рамките на реалниот деловен живот, во учење на тимска работа, во учење на посветеност, многу важно, во учење на прилагодување на промените, затоа што постојано работите се менуваат, како што кажа Орце, не знаеме името што не чека, затоа треба да научиме да се прилагодиме и да бидеме свесни дека ние всушност цел живот треба да учиме, за да функционираме и мора да работиме. Нема, кога ќе се заврши образованието, ние да дојдеме во ситуација да ни биде полесно. Само може да се замислуваме дека тоа биде полесно. Ако сакаме нешто да изградиме, треба да работиме. Толку е едноставно. Благодарам, господине Белков, да преминеме практично. Обработување мака е некој прозорец кон пазарот на трудот. Кои се првите 3 топ вештини кои што ги бараат работодавците на земјава, работодавачите, кои класичните факултети не ги учат и дали што е тука клучно?
при изборот на компанијата кој кадар би го ангажирал. Се обидам да кажам тоа што малку ми е полесно, Вештините и знаењето. имаме и статистика која водиме Да. на нашиот сајт. Работиме кој е првата онлайн платформа за барање и нудење информација на кај да најдат луѓе до работа, 23 години веќе. Јас потекнав, дојдов до тоа кога мојот родител остана без работа, тоа е времето кога големите фабрики некако се кршеа, кои преживеа натаму. Сакајќи да направам информација достапна за секого, најдов инвенција која што и не беше нешто најинвентно, ама во моментот во Македонија да речеме дека помогна на 100.000 луѓе да најдат работа. И при тоа ги имам двете страни. Ќе се обидам од сите помалци да ви одговорам на сите и решенија, но и статистики. Од 9.000 луѓе кои што ми одговориле, компаниите највеќе бараат само насочено учење, што значи способност да кога си на работно место да пронајдеш каде можеш да го решиш проблемот. Ова е една од работите што ние од другата страна се како стопанственици предпоставуваме дека кога ќе дојде некој на работно место ќе го реши проблемот. Не треба ја цело време ментор да бидам. А ви го кажам што кажуваат статистиките сега. Втората работа е комуникација на работно место, која што генерацијски гледаме дека имаме проблем во комуникацијата. И секоја генерација, дали беби бумерс, дали Gen Z сега и така натаму, гледаме дека потешко комуницираме. Например, генерација Z сега, скоро и да не комуницира на работно место. Што не викам дали е правилно или не е правилно, ви кажам, од другата страна, компаниите имаат проблем да разберат зошто е тоа така. Веројатно вие, помладите, имате проблем да разберете зошто другите го бараат тоа, но ајде да ги пронајдеме. И третата работа што компаниите бараат, вика, на факултет секој проблем е решение на крајот на книгата, на работа нема решение, треба да најдеш решение. Сега тоа е една работа која што очекуваат компаниите, да вие кои ќе дојдете на работно место да го направите. Не барете секојаш менторот. И ако е добро да имаме ментор, но некои компании немаат услови за ментор. И тоа мора да го разбереме. Ќе се навратам за иновации. Иновациите се супер, феноменално, ама ако земеме дека во Македонија заштита на лого е 4 години, може да замислиш колку е заштитување на иновации. И ако имаме иновација, нема да е заштита на Македонија, ведома да ви кажам, затоа што имаме структурален проблем. Значи, не можам да допринесам со никаква иновација ако немам под 200 милиони евра средства. Во Македонија, за жал, немаме такви корпорации. Ние немаме корпорации кои што може да направат Uber. Uber, за да се развие, биле потребни стотици милиони. Еден Samsung да се развие телефонот, во преку 200 милиони долари се инвестирани за телефонот да биде како форма така. Ова кажам само затоа што ми е жал што немаме тоа ниво на корпорации кои што може да ни помогнат да добиеме такво знаење, само затоа што немаме додадена вредност во производите. И бидејќи имаме мала заработка, во рамки на таа мала заработка правиме тоа што можеме да го направиме. Иначе во право си го поддржам тоа, ама еве зошто не можеме да се разбереме. Двете работи кои што ни се клучни, ние немаме кај да се, ако имам инвенција, немам кај да се обратам да земам таков тип на средства. За жал немам. Значи немам ни банка која може да ми даде таков тип на средства. Системски може да носи проблемот. Се сложам со образованието дека треба да бидат многу платени, но вистина е така. Не се сложам дека до сега сите генерации што излегле биле лоши. Напротив, имаме два прекрасни примери од оваа година кои што господинот од Гостивар кој што беше во тимот на луѓето албанеци, мислам, тимот на луѓето што ги пратија на НАСА. И се извинам, во НАСА на месечината сега. Од Гостивар е дечкото. Како да не се пофалиме. Имаме Славче кој што е дизајнер на Мерцедес и последните најдобри коли на Мерцедес ги има дизајнирано, завршил во Скопје технолошки факултет, да речеме сега, дизајн. Не го напаѓам, напротив, само сакам да кажам дека професорите имаат, тука имаме добри професори. За жал немаме систем кој што ќе ги задржи децата. Тоа е тоа што го бараат компании. Добро, ќе продолжиме, имам уште многу прашања за вас, меѓутоа на онлайн страница
Сакам за дуалното само да се побрзам. Каде е проблемот? Факултетот начално ние мислиме дека дава теорија, а во принцип работодавачот бара практична примена. Да речеме, структурирано учење, а вам бараат компаниите самостојно решавање. Знаете се, и гепови сакам да се поврзам и ќе дојам до дуалното, зашто мислам дека е совршено нешто за Македонија. Бараат, да речеме, диплома и верификација да има, да даде факултетот, а ние бараме докажано искуство, компании. Значи искуство кое што ни треба, ја немам време да го образувам уште 2 години. И можеби најбитното бараме критичко, односно факултетите викаме дека даваат критичко размислување, а во принцип компаниите бараат управување со таа несигурност што се случува на терен. И сега е предноста на дуалното, ќе ве поврзам затоа што овие гепови, ние ги губиме децата затоа што преку 30% во моментов младите се незапослени. Над 62,7% во моментов од 9000 испитаници викаат дека не се срекни да работат кај моменталниот работодавач. И се имаме огромна разлика. Ако дуалното е прозорец кон компаниите, тука е решение. Значи, они ако работат веднаш и додека студира и средно работат и додека учат, ние ќе имаме створено релација на комуникација со компаниите и тие компании ќе бидат ментори на децата. Децата нема да избегаат ако имаат релација. И единственото решение во моментот во оваква ситуација која што сме е да работат и да учат, да знаат. Нема друго. За жал, одговорно тврдам дека компаниите имаат многу голема одговорност за тоа што сме овде до сега, затоа што никој од нас немаме доволно средства да инвестираме да ги плаќаме ученици. И тоа ми е криво, затоа што едноставно сме во ситуација во која знаеме дека немаме толку пари. Економијата е многу мала. Да имаат компаниите поголеми средства, убеден сум дека ќе инвестираат и плати и машини. И имаме во техничките школи машина на која треба да учат, нема ресурси, затоа што фирмата нема пари да плати да учат ученици. Тоа се основни проблеми. Се вратиме Се обидов само да направам релација, зашто мислам дека тоа е многу единствениот интересно начин. овој дел конкретниот практично пазарот, меѓутоа не чекаат на Унгарска од Америка, господин Бобан Поповски. Господине Поповски, добре дојдовте, ви благодариме што сте дел од оваа дебата, од овој панел. Работите во САД да ве поздравам. Работите во САД каде практичното искуство е некој врвен приоритет. Што покажува вашето искуство? Дали една компанија би инвестирала повеќе во млад човек кој веќе има 2 години пракса за време на студиите или во некој со одличен просек, но без реално искуство и зошто? Благодарам на сите, благодарам на прашањето, супер прашање, одлично. Од искуството, тоа што до сега го видовме, јас го видов лично на американскиот пазар, бидејќи целата моја кариера претходно ја градев во Македонија, во банкарскиот сектор. По меѓувреме започнав со работа и во Државната агенција за регулација на банките во Илиноис. Меѓутоа, во меѓувреме повторно почнавме да соработуваме со Heidelberg и да го имплементираме дуалниот начин на образование и на едукација во нашата компанија, во компанија каде што сум CEO, Lockport Finance. И од тука ние црпиме голем број на непроценливо знаење и искуство, што може да биде корисно за нашите студенти да бидат атрактивни и да можат да се приспособат за светскиот пазар. И ние тоа не само што го зборуваме, туку и навистина го живееме. Во меѓувреме, ќе се вратам малку на ова со Lockport, меѓутоа се би кажал и во следните 5 до 10 години дека дел од работите што денес ги учиме на факултет и оние што ги работиме ќе бидат автоматизирани од AI. Знаеме сите што значи оваа револуција што ни се случува. Но комуникацијата, продажбата, лидерството, решавањето на хаотични ситуации, носењето на одлуки под притисок, тоа нема да може така лесно се замени. Компаниите се повеќе ќе бараат бедел тест, значи млади луѓе кои што ќе бидат
фрлени во средината на корпоративниот свет, од друга страна има не само академски перфектни студенти кои што ќе го сработат се до таа. Во Америка, знаете, има 22 годишници што немаат MBA, немаат докторски студии, но водат стартапи вредни милиони долари. Меѓутоа, тука ние правиме една комбинација каде што тој млад студент веднаш има можност да има пристап на светскиот пазар, американски пазар, веднаш почнува со комуникација со банките, со финансиските институции преку нашата компанија и ние правиме една симбиоза, еден начин на помош и нивно приспособување и етаблирање на светскиот пазар. А од друга страна, во исто време, што значи тоа за младиот студент да може акаунтинг да учи, во истиот момент да може тоа да го практицира на реални компании. Мислам дека тие што почнале да работат побрзо, да продаваат, да грешат и да учат во реална средина, многу повеќе ќе се снајдат во иднина и дека во новата економија покрај дипломата, искуството и тоа како е пресудно. Тука главната борба во текот на студиите е да се добие интерншип во светски признати компании, во BlackRock, во JP Morgan Chase, во било која компанија, финансиска институција. Преку тој интерншип 80% од студентите веќе продолжуваат на работа таму. Меѓутоа, треба да имаме во предвид дека во текот на студиите не само завршуваат само еден интерншип, туку имаат повеќе и имаат можност да видат како е во една корпоративна култура да се работи, во друга и на крајот самите одлучуваат. Значи ние сакаме така на тој начин да студентите наши имаат избор. И соработката со Heidelberg факултетот баш ја нуди оваа можност за студентите да имаат избор, да имаат опција, да можат да работат на светски пазари. Са понекогаш ние студентите ги учиме да меморираат наместо да создаваат, знаете, малку позастарен систем на работа и на студирање. Да слушаат наместо да преземат иницијатива, да бараат сигурност наместо да создаваат вредност. Значи сите тие работи во иднина ќе им припаѓаат на оние што ќе експериментираат, брзо ќе учат и ќе се адаптираат. Така да од оваа перспектива моите гледишта се во овој контекст. Што Македонија може, имате двете искуства, македонско и американско, што Македонија може да преземе од американските практики на некој начин и колку според вас како нашиот систем, нашиот народ, нашиот менталитет е подготвен за тоа или сме далек? Во Америка, ако имате резултати, влегувате во игра. Во Македонија некогаш се гледа прво титулата, па дури после способноста. Меѓутоа, сепак, мислам дека системот не ги следи младите. Младите, сега еден млад седнува, се надпреварува на светскиот пазар со лаптоп, со AI, со интернет, може да се надпреварува и да работи со студент од Индија, програмер од Полска, AI експерт од Аргентина. Значи, глобалните практики ни се достапни од дома и нашите студенти, нашите млади луѓе веќе тоа го живеат. Системот кој што постои паралелно и кој што функционира, баш постои паралелно. Нема симбиоза, нема длабоки врзовни точки, дисконекција има помеѓу младиот свет. Била претходно дискусијата, ја слушав на супер разговори имаше околу комуникацијата, дека треба да се учи да се продлабочува, меѓутоа и постои disconnection помеѓу младите и помеѓу системите кои што постојат во државата. Ова е моје гледање од оваа страна на приказна. Во сад компаниите инвестираат милиони во интерншип програми, ги рекрутираат студентите уште на универзитет и ги тестираат во реална средина. Затоа што Talent War веќе започнате глобално. Како што кажав, нашиот студент ако почне да учи и има професор кој што држи предавање со презентација стара 8 години, а студентот во публика веќе користи AI и ги проверува сите податоци, значи сосем поинаков контекст добива образованието и едукацијата. Тој огромен дисконект кој што постои помеѓу студентот и системот треба да се надмени, да се направи привлекување на едната страна со другата страна. Ви благодарам, знам дека многу ве задржавме и дека повторно треба да се вратите на конференција, ако грешам поправете ме, имаме уште прашања и останете со нас. Сега ќе се препремам на господин Фердинџо. Американската балканска стопанска комора на некој начин ги поврзува американските и балканските бизниси. Дали американските компании кои што доаѓаат на Балканот препознаваат вредност во младите луѓе тука
во Македонија практично искуство стекнато во македонските компании. Дали е важно искуството стекнато во компаниите или им е важна само дипломата и просекот на некој начин? Добар ден и поздрав на сите и благодарам на поканата да бидам дел од оваа многу интересна панела. Да одам право на прашањето. Апсолутно го препознаваат, не само што го препознаваат, него е тоа и услов и неопходно. Образованието е добра основа, меѓутоа праксата е таа што ги прави нашите млади компетитивни. Успехот и дипломата како диплома без практично образование, поготово дури од универзитети кои што се препознаани овде, не се доволни за да се влезе во работен однос со американска компанија. Како што спомнаа претходните колеги, праксата е услов да се дипломира и барање практичното пренесување знаење на тие технички знаења, техничкото знаење, заедно со практиката и поврзување, пренесување, способност да се пренесе тоа техничко знаење во пракса се барани и неопходни. Затоа и многу кога се тие огласи распишани за пракса, разликата е што тука повеќето од студентите, најголем број универзитети, тоа го оставаат студентите да биде како дополнителна работа и многу компетитивен е пазарот кога се збори за пракса во добри компании. Меѓутоа, дури и огласите за тие пракси бараат искуство. Така да, често пати студентите прашуваат како да бидам конкурентен за оваа почетна позиција, без никаква пракса, ако праксата е услов. Како да почнам, секој почнал од некаде. И тука е гледам вредноста на дуалното образование како огромна предност и вредност. Исто така, американските компании се повеќе, знаеме, тој пазар е развиен, се глобални, дури да се локални, работат со луѓе од цел свет. И ако сакаме нашите млади да бидат конкурентни, праксата е неопходна. Покрај техничкото знаење се разбира. Ви благодарам што бевте дел од панелот, останете со нас, повторно ќе продолжиме да се вратиме на господинот Велков, извинете што моравме да се уклучиме онлайн. Што конкретно што младите го бараат денес? Повеќе сигурност, добра плата, можност имам точно и статистики или точно можност за развој, што кажавте дека 30% на некој начин се невработени, имаме многу кои што одбиваат. Зошто начинот одбиваат работа? Дали е добар тој бизнес пакет кој ги нудат компаниите или тука имаме некаков диспаритет? Значи, имаме конкретни статистики и ми возможуваат и малце по-конкретно да ги кажеме, дека скоро 1 од 5 кандидати ги дознал условите за работа дури кога почнал да работи тамо, не пред интервјуто, не за време на процесот, дури на прв ден. Што значи 1642 двајца луѓе, нашиот примерек донеле одлука без некоја суштинска информација. Тоа е грешка на генерацијска, одма да кажам. Значи, генерацијата Z или генерацијата пред нив имаат потреба да бараат сигурност и бараат можност за напредок. И више перцепција за бренд не ги интересира, одма да се разбереме, ги интересира плата и дали може да напредува. Ако не му дадат компаниите таква можност, он си наоѓа одма друга работа или тоа сега се вика job hopping, веќе, скокање од едно на друго работно место. Ама немање доволно информација е проблем, генерацијски проблем. Значи не може да идете на интервјуа да не знаете за која позиција, која е компанијата, што работи, кој е днината на самата компанија. И сега го кажувам затоа што тука доаѓа до недоразбирање. Компанијата очекува нешто да знаат за нас, бидејќи доаѓа дека нас на интервју, а од друга страна младите баш ме гајле, ако е добра платата, би останал и ако знам дека за 3 години знам кај ќе се движам. Значи ако на оваа генерација сега не им кажете кај ќе биде за 3 години, они нема да се. И сега ќе мора негде да се најдеме помеѓу, знаете, бидејќи на крај на денот нас ни требаат работници, вас ви треба работа, нели? Ама мора да се разбереме. Имате генерацијски тоа што сега доаѓа автоматизација, тоа што доаѓа AI, тоа што доаѓа нови генерации, значи имаме и четвртата дигитална, односно четвртата индустријска револуција, да ја наречеме во моментот. Значи сето тоа измешано и ни прави конфузија на сите нас. Не само на вас, него и на нас ни прави конфузија. Ја тврдам дека нема бизнесмен кој што знае кај ќе биде за 3 години. Тврдам.
Не за 3 дена не знае каде е, со сето ова што се случува. И затоа мора да си помогнеме малце, мора да знаете дека генерацијски очекуваме од вас, кај губите најмногу работа, само да ви објаснам. Ние бараме меки вештини, кои што вие ни немате кога ќе дојдете на интервју. А меки вештини треба да некој да ве научи да ги имате. Значи, не сакате да комуницирате, а доаѓате на интервју да комуницираме. Имаме прв проблем. Собствениците викаат, не се покажеш на интервју и немаше повеќе, а супер технички знаења има. Значи имаме проблем во таа комуникација, во меките вештини. И сега јас само ќе кажам нешто што, бидејќи нема да имам многу време, да оставиме на дамата, уште ова само да го кажам, нешто што ми е многу битно, а тоа е дека две работи ми се... Тоа е дека меките вештини веќе не се... тие се маст. Значи, тие се веќе потреба која што е број 1 работа. Сите ја бараат, сите собственици ја бараат да ја знаат. И тоа се унесување, лојалност, да речеме лидерство, сите ние спомнуваме тука лидерство и така натаму, работи кои што вие стварно треба да ги имате, освен техничките работи. И втората работа е, мислам дека Орце го четна тој дел, ако успеете да се прилагодите, дека единственото константно нешто што ќе се случува, тоа вие да се прилагодувате на тоа што доаѓа. И тоа е вештина што мора сите да имаме. Ние мора да се прилагодиме како повозрастни, ама вие па и те мора да се прилагодите, што значи да имате постојано капацитет да учите и да се прилагодувате на тоа што доаѓа. По мене тоа се основните работи кои што мора брзо да ги применяме. Морам уште... Како финал, има уште прашање? Многу кратко ќе ве прашам, колку компаниите се подготвени да инвестираат нели во обуки, нели видовме дека бизнисот чека државата чека бизнисот сам дека да го презема тоа практични вештини и дуално образование. Што најчесто 69,4% од кандидатите рангираат едукацијата дека е меѓу топ 3 посакувани бенефиции. Само 37,97% ги добиваат, што значи јазот е 31% од тоа што треба плюс да дадат компании. Значи не добиваат сите обуки. Огромна непополната можност е тоа за компаниите. Значи, ако инвестираат уште доволно средства, ја тврдам дека тие 37% што не добиваат обуки, ќе останат добар дел. Затоа велам, компаниите имаат огромна должност кон оваа држава веќе. Не може само да се зима, мора да се одлучува. Например, компании кои инвестираат во обуки, според наградата што е дадена за најпопуларен работодавач, Алкалоид, Пивара и Македонски телекоми, да речеме, се врват на ранг листата за најпопуларни работодавачи и таа вложува и ги задржува. И вика, додека пак во светот 77% од компаниите глобално планираат да ги апскилуваат своите вработени до 2030 година, бидејќи до 2030 година преку 90 милиони работни места ќе исчезнат. Да знаете. Што значи имаме огромна разлика од тоа што се компетенции што сега ги имаме, до 2030 нема да постојат и ако не апскилуваат компаниите, тие луѓе кај ќе одат? Да настан социјални немири. Значи имаме проблем, затоа велам компаниите имаат обврска да подитно и брзо да инвестираат во луѓето, посебно во младите, за да направиме релација да не бегаат. Бидејќи они мислат дека имаат затворени врати. Следното прашање, кои се според вас професиите кои ќе исчезнат, кои вештини ќе станат најважни во следните 5 до 10 години, што би им порачале на студентите каде да се научат? За тоа. Значи, според, да речеме, има глобални истражувања, посебно најпознате во Давос на светскиот, како што кажам, таму излегуваат такви бројки дека ќе исчезнат. Ќе исчезнат професија за шофери, збориме. Значи, ако има Uber, шофер, автобуси, автономни возила, автономни автобуси, значи е одно.
Поштенските работници сигурно. Оние административни работни позиции, заборавете ги, тоа веќе се што имаме, све се буквално сами имаме своји AI агенти кои што веќе ни ги припремаат мейловите, а камоли да имам секретарка веќе еден ден. Разбирате, значи доаѓаме до тоа дека предвидливи се по мене дизајнерите, да речеме, дизајнерските професии. Ја пред 4 години кажав дека ќе дое време кога веб страна ќе биде направена 12 годишно дете со гласовна порака. Ево денеска дојде тоа, се случува. Значи, сето ова, проблемот е само што доаѓа со такава брзина што не сме спремни. И ние треба да сме побрзи од брзината што доаѓа, во спремноста за едукација и за апскейлување на самите себе и на нашите работи. Не сакал само да кажам што бараат младите, ако може, мислам дека на сите ќе биде видно посебно и на нив, бидејќи има статистики за тоа. Младите бараат флексибилно работно време, 46,3%. Второ по важност, бизнисот нуди 8 часа работно фиксна локација и фиксен распоред. Сега, флексибилноста не е привилегија, викаме ние за генерација Z тоа е минимум очекување. Тука имаме огромна разлика, бидејќи некои конкретни работни места не дозволуваат да има хибридно работно време. Има, еве, например, каса се уште имаме вработени, но ќе дое време кога работницот на каса нема да има потреба, во Lidl веќе имате, сами ги проаѓате, во Дубај, во поголемите светски установи сами ги проаѓате артиклите, и ако пробате до крајот има сензор толку. Значи, ете и таа позиција нема да има. Значи, некои работни позиции не дозволат да има хибридно работно време. А ваму имаме тврди барања за флексибилно работно време. Така да на светот се уште ќе му требаат шофери на автобуси и така натаму, додека не дојдеме до таму. Не можат едноставно хибридно сите да работат и не можат сите да видат на лаптоп и на компјутер. Во производните хали во моментов имаме огромен недостиг на вработени, а за жал некој треба платината во Джонсон Мети да ја стави во апаратот. Не можеме тоа да го прескокнеме. Премазите да ги направат, иако негде автоматизирано некој работи не може. Така да ќе мора двете страни да се разберат и да имат и да попуштате малце, да молам генерацијски настопанствениците. Јас стално кажам, во нешто време стварно треба споменик да им се направи настопанственици. Многу е тешко да се преживува. Мора да ги разберете. Знам дека е лесно се споредуваме со Samsung и со iPhone и со Coca-Cola и така натаму. Да, они се по 200 години компании кои создаде многу капитал. Значи мора да ги разберете локалните компании кои стварно даваат се од себе да ве задржат. Само толку као една Благодарам господин Велков, посебно приоритет на дамите зададена. Господја Бренџов, што еве видовме порека од господинот Велков, што би им препорачала на студентите, што конкретно да се насочат и дали дипломата како хартија без практична едукација или обратното за кое сите се залагам. Како ќе бидат поконкурентни на пазарот на труд? Благодарам на прашањето. Јас можам да ви донесам една поглобална перспектива и да го споделам моето искуство од над 30 години во Њујорк. Ја почнав кариерата во Скопје, меѓутоа ја проложи во Њујорк. И можам да ви кажам дека неколку работи тука што ги слушам на панелата се вклучи подоцна, се клучни и многу релевантни на тоа што се случува денеска и на што е потребно. Прво, потребата за постојано учење и продолжено учење од компаниите, инвестирање на компаниите во знаење. Пред уште, јас ја почнав мојата кариера во американска компанија на Wall Street, во светското седиште преку пракса, како пратникат, за време на моите постдипломски студии на Columbia University, СИПА. Компанијата не само што инвестираше во, меѓутоа одма се очекуваше точно да се има практично знаење, да се биде адаптабилен, да се биде отворен на учење, да се биде прилагодлив. Ова што го збориме за потребите, огромните потреби на брзо прилагодување, на AI алатки, на нови технологии, на промена на описот на работните места,
Можам да речам дека иако не се работеше за ЕЕ во тоа време, беше уште тогаш релевантно и компаниите се позиционираат постојано, инвестираат во работната сила да постојано учи. Така да, иако моите колеги почнаа со искуство и со постдипломски студии, постојано се инвестираше во разни курсеви за учење, професионално надградување. Адаптабилноста, број 1, секој во такви светски големи компании кои што постојат над 100-200 години, како што збориме, или над 50-60 години, кои што се од светски размери, глобални, примерот можам да ви кажам за Merrill Lynch, потоа за JP Morgan, за Morgan Stanley. Адаптабилноста, учењето и работното место во секоја група, во истиот сектор е многу различна и се очекува од секој студент, практикант, за да добие работа, да биде способен да се прилагоди, да донесе решенија. Комуникацијата е клучна и многу релевантна на денешно време, да се знае да се комуницира во една професионално во бизнис средина, тимско работење, луѓето каде ги губат работите и каде не се компетитивни или конкурентни во глобална економија, со работење со глобални компании, е најчесто се согласам комуникацијата и професионално однесување, затоа што тие стандарди на професионално однесување кои што се локални не се секој пат преносливи за глобални компании. Знаеме дека и македонските компании и глобалните компании се повеќе комуницираат на исти начин, очекувањата се многу исти, образованието треба повеќе да биде дуално, како што рековме. Меѓутоа, само сакам да ви дадам еден контекст од каде за погледите што ќе можам да ги споделам овде, и знаењето е врз основа на моето 30 плюс години искуство во Нью Йорк, во Америка. И доаѓа од работење глобално со цел свет. Уште малце повише да го одговорам вашето прашање, или може пошироко од другите прашања, клучни кои се работи и што ќе се случува. Пак како што рековте, финансиите не може да бидат заменети, sustainability, проект менеджмент, меѓународна комуникација, тие ќе останат, не може да биде заменети од технологија, меѓутоа технологија ќе се интегрира. Веб страната точно може да се направи за 1 сат или 15 минути со вештачка интелигенција, меѓутоа безбедноста на таа страна и функционалноста сепак не може да се направи, и кодирањето не може да се направи се уште да се биде заменето од AI, и пак ќе бидат луѓе потребни, меѓутоа во помал број и понасочени. Така да постојано учење, насочување, пренаменување и соработка се клучни. Јас сакам само да кажам дека како CEO на Brand Capital и како претседател на Американско-Балканската глобална комора од Стопанска комора со седиште во Нью Йорк, ние стоиме како комора на располагање на нашите студенти и на Хайделберг за соработка и за овозможување и споделување на информации или помагање на нашите студенти да покрај добивање на пракса во македонските компании испитаат можности за соработка и работење со пошироко со американските компании, за да имаат поголемо искуство и преку пракса да видат каде треба да се насочат, каде лежат нивните таленти и во таа сама компанија, во самата професија. Во кој дел банкарството е многу широк поим, финансите се голем поим, што точно од тој сектор е правилна да се видат каде најдобро се наоѓаат и каде имаат најголеми интереси, и дури можеме да збориме, да им дадеме информација на нашите студенти за програми за размена и соработка. Јас се извинувам, обично овие работи ги збориме на англиски. Толку поздрав, толку. Студентите и кон бизнес заедница, така Да, бизнес заедницата исто така, значи имаме, ги отвараме вратите да ни се обратат, ако имаат интерес да се поврзат со бизнес заедницата од овде и со дефинитивно да можат да видат дали има можности за пракса со овие компании после стекнатото искуство во Македонија или пред.
И начин, тоа е најдобар начин да се задржат нашите таленти, нашите студенти, да го спречиме тој brain drain кој што викаме, ако им се отворат вратите и можностите да работат од дома, да имаат избор како да работат и со кого да работат. Да го реализираат својот потенцијал и да научат. И се надевам дека тој потенцијал и тоа учење, што ќе го стекнат од другите вакви компании меѓународни, ќе го пренесат дома во домашните компании. Госпоѓо Тренчев, ви благодарам што бевте дел од оваа дебата со нас тука. Благодарам. Поздрави. Далеко од тука, меѓутоа сепак со нас тука. Ви благодарам. Поздрави од да, јас се извинувам, морам на друга конференција да. Да, ви благодариме. Поздрав. Сега ќе се префрлиме на другата дама, колегите кои се директно вклучени во германското дуално образование, директно ќе ги поставаат прашањата кон господја Антија Вандел, директорка на делегат на Германско-македонската стопанска комора. Поведете. I would like to start with the first question. So, yes, of course, we can speak in English. It's not a problem for me. First of all, we briefly met before the debate, but I would like to formally introduce myself. My name is Alexander, and I'm currently a student right here in Heidelberg. And the main reason why my choice to start a career here is because of the dual education system. So I have two questions that I will follow up. So the first question to Ms. Vandel would be regarding the German model. The AHK serves as a bridge between the German and the Macedonian economics. In Germany, dual education is the standard. 50% of young people pursue this path. Why do German companies strongly support this model? What is the difference in productivity between a dual student and a traditional graduate in their first year of employment? That would be for my first question. Nema problem. Yes, Ubabovice, jaz sam Anče, jaz ki bilam bistra, ja, isporuvam na anglijskim, no možem da razbiram podobro, da, so. Maybe as we have discussed a lot about and a lot of things, very important things we have mentioned, I want to focus a bit about to summarize a bit the situation maybe for. I think we also yesterday we had the German Macedonian Business Summit. Yeah, it was, we discussed a lot about this issue. Yeah? In the framework of the digital transformation, the economy is changing very fast and very strong. Yeah, very disruptive. Yeah. Also, the labor market is changing in the same way. Professions are disappearing, other professions appearing new professions. No. So also I think that there's a big need that also the educational system has to change. And this traditional studies, 5 years in the university disappearing, less connected from the real life, if you want to say, it will be impossible in the future. So, and then coming back to the dual education, I think in this context, dual education will become more important, and it is a model who can answer to these new requirements. No? Because it's not only combining practical experience with theoretical experience, it's also to teach skills. You mentioned this often, because it's not from me. I learned it in my workshop I had in Hong Kong some months ago. In the future, the education will not focus on information. You will not be in the university to learn, for example, legal, if you are studying legal law, if you are studying law, you will not. It's not necessary to memorize all the laws and legal frameworks and whatever. This is because it is in the World Wide Web. Yeah, you can access to this information by artificial intelligence. Yeah, but what you need is the skill to manage the artificial intelligence and to manage the information you will get from the artificial intelligence. Because at the end, the human is a decision maker. We have to learn to be decision makers, not to accumulate information. And this is also something what often companies are missing when the students came fresh from the university. No practical work. Yes, they have not this kind of skills, and
So companies need a lot of time to train them, as a commitment also. Often there is a disappointment also from part of the young people, because they have completely different expectations. What a job is today in a company, you know. And that's why the dual educational system is so successful, because it's supported by the companies, not only because they offer the space for the practical experience, also they are participating to define the curricula, to define the new professions. Yeah, they not only in the university, also the vocational training we have in the companies, the technical vocational training. It's changing very fast. A lot of professions have disappeared in the last years, and new ones are appearing. And so, for example, also here in Macedonia, we are working here also with the Ministry of Education to adapt, for example, the curricula of mechatronics. Even this curricula we need to adapt. Yeah? It's not the same mechatronic as we had 5 years ago. No? Today we need different mechatronics. Yeah? Also this curricula has to change, so it's a constant work. No? And this work is very important, not only the work with the students, also to create the framework, no? And to keep the framework also updated. No? And the speed is very important. Yeah? So, and the other point I want to mention is what is very important in the vocational training or in the dual education, in the university or in the technical education, the principle of rotation in German, yeah, that the student is not only in one department of the company, he has a program, a study program also inside the company, and he has to rotate through the different departments, yeah, through accounting, human resources, the warehouse. It depends on the company, no? But so also this student has a better idea how the company is working, and how important is also his specific work, yeah, in this structure. Because if you have no idea about the main structure, you will not be able to understand how important is also sometimes a very small work, yeah, but it can have a very important, a very big importance. Sorry. For example, I want to give you an example from my son. He finished in January mechatronics in Germany. He's working in Rüsselsheim now, and he is in the part where they are the montage of the doors for the cars. And they have to connect a lot of things there, also to supervise the machinery. But for example, there are people. It's a simple work. It seems a simple work to have to connect. Difficult to explain in English, but Schrauben, yeah, screws, yeah. But if, for example, if this screws will fall down inside the door, and they are not open to inform the superior, this door will generate a big problem later, a very big problem, yeah. So maybe it's not so important, or it seems not so important, this work, very simple, but the effect can be very big. And if this person is not aware about the importance or the consequences of this kind of situations, he cannot work there. And that's why this is what you mentioned also. It's very, very important. And yeah, I think the dual education, dual studies are more important than they were in the past today. It's an answer to your question? Of course. Well, I have a second one, which will be a follow-up, and that is regarding the role of the chambers and the companies, which is closely connected to the first one. The AHK actively promotes the German business model in Macedonia. How do you view the role of economic chambers and companies in
shaping educational programs? Should businesses be a passive recipient of graduates or an active partner from the very first day of the studies? How does this reflect on the quality of the workforce they receive? That will be for my second and last question. Thank you very much. As I mentioned, the companies are an active part of the, and have to be active part of the vocational training and of the dual studies. And as it was mentioned also, chambers finally are the bridge between the school or the university and the company. They supervise, for example, the elaboration of the curricula. They invited also the curricula, and also very important thing is the quality standard. They ensure the quality standards of this education. As like a bridge, they are more neutral, not involved directly in the education. And so in Germany also the main task of the chambers is a control of the quality standards of the studies and educations, and they supervise, they develop, for example, the examinations. We have in Germany theoretical examinations and practical examinations. I learned here that not always here in Macedonia we have practical examinations. This is very important. Yeah. Practical examinations not always means that it has to be with a machine, yeah. But a practical task, for example, also in finance, a concrete task, yeah. And finally, also I want to mention it's important also that the examination has to be also strong, because companies needs to know how good is this person in this profession. And this is something I think has to improve also in North Macedonia. I sometimes hear from my colleagues that they have children in the school, but all of them have best notes. They are all genius. So how do you know who's better than another? It's a bit difficult. And for example, in our we have this pilot project here in North Macedonia for mechatronics, and only 50%, about 50% of the students achieve the German certificate. All of them, they get the local certificate, but not all of them will get or can get or are not able to get the German certificate. So this is also quite important. Sorry to be so open by Germans we are. But it's important. It's also important for the country. You mentioned this. The quality is very important. So this is for my part. Okay, Madam, excuse me. It's such an honor to have you here and to hear your remarks alongside of our respected guests. My name is Theodora Boschpala. I come from the communications sphere. I'm a big supporter of the faculty, Heidelberg faculty in Skopje, and the German dual higher educational model. First of all, what a lively and honest debate. Really enjoyed hearing such a unique thing in Skopje. My question to you, Madam, is German companies in Macedonia are known for their high standards. So when hiring young people in the local market, do they notice a difference in work readiness between candidates with practical experience and those who purely have theoretical preparation? And how does this influence their hiring decisions? Of course, we discussed that normally people who has internships or finished dual trainings have more skills, have more experience, practical experience, are more committed. Are more committed to the job. And the companies, they came directly from the university, for example, the companies have to invest a lot of time and money finally to train them, to onboard this new employees. It's an additional investment, so they can choose between a student who has this knowledge, the skills, and another who has not. It's cheaper to, and also more effective and more efficient, to take the student from the dual model. Short answer. Thank you, appreciate it. Благодарам, госпожа Валде, за
прашање и заклучок, односно крај. Што конкретно би им препорачала, денес треба да им дадете еден совет на студентите, што конкретно би им препорачала на нивните родители, на студентите, како гледате на значењето на практичното искуство и уште за време на студиите, и дали тоа е предност или неопходност на денешното динамично време, и за крај што треба сте да направиме за младите да останат во државата. Спомнавате пораката за студентите. За студентите пораката е многу едноставна, кога нема да знаете за што се работи, за пари се работи. Све ќе ви јасно. А за родителите имаме едно така специфично прашање и порака на средба во центар на Перли, јас, премиерот и господинот Тизо, председател на Совет за странски инвеститори, на средба со германските инвеститори во Македонија. Они му кажуваат на премиерот дека ќе инвестираат во Македонија понатака. Јас го прашувам ними зашто му зборувате на премиерот така, кога јас тврдам како председател на најголемата бизнес организација дека климата за инвестирање не е добра така. Ние сме контрадикторни. Одговорот беше понижувачки за мене. Вие имате најдобро платена и најмирна работна рака која не се буди колку пари. Свестете се и ценете си го својот труд. Ценете се сами за да ви ценат другите. Не македонските стари приказки дека ние вака така, секој ни е непријател, секој ни е не знам шо, против нас и така натаму. Напротив, вие сте гордоста на Македонија и треба да се, ако не се цените самите, никој нема да ве цени. Она што ќе го кажете, работодавачите, ние да, ќе кажеме, ќе тврдиме сите, дека премногу сте платени, вие ќе кажемате ваква цена и немој да се срамите од тоа, ако имате што да кажете. А работниот процес ќе покаже што и како. Така да мислам дека е до две уговори горе. Благодарам, господин Азарски, господин Писаровски. Јас исто се придржувам до препораките од господин Азарски. Би кажал до студентите, оно што го кажат преска, не се фокусирајте да бирате насоки кои што се денеска, да кажеме им, затоа што кажавме дека светот се менува и после некоја година веќе може и тие да не постојат. Фокусирате се на она што ве влече, она му каже што можете да се адаптирате, фокусирате се да ги совладате комуникацијските вештини, многу пати се спомна меките или soft skills вештини, дигитална технологија, односно вештачка интелигенција, верувам дека користите и понатаму да ја користите. И секако инволвирате се во практиката пред да го завршите образованието и јас би рекол се тоа е мојот искуство. На почеток не секогаш билете што ќе работите, гледате да стекнете искуство, иако може на самиот почеток да ви изгледа дека не заработувате добро за она што го давате, меѓутоа имате во предвид дека во тој момент вие учите и тој труд после 5-10 години ќе го подадете многу повеќе од колку трудот што го вложувате. Значи, обратно пропорционално некако му доаѓа искуството се стекнува, па после 10 години ќе го подадете многу побаво, отколку да се закачите за некоја добро платена работа на почеток, која што нема да ви даде можност за раст и развој, понатаму да тапкате за разлика од вашите колеги кои што биле премногу активни, до родителите да ги поддржат студентите да се инволвираат во практична работа, во волонтирање и до бизнес заедницата да се инволвира во дуалното образование преку вклучување во ваква комуникација, во презентација за време на образовниот процес и во креирање на образовни програми. Благодарам, господин Симов, имаме две различни верзии на пораки. Која е вашата?
Јас би кажал дека тие студенти и родители кои што веќе ги запишале нивните деца или се запишале на дуално образование на дуален факултет, дека го направиле вистинскиот избор, затоа што дуалното образование е хибриден модел помеѓу само теоретското образование и само практичното образование. Теоретското образование без пракса има свои предности и негативности, практичното образование исто има предности и негативности, така што дуалното хибридно образование ги обединува атрибутите позитивни на двата типа на образование, а тие што размислуваат понатаму би препорачал да се запишаат на високообразовни институции кои што нудат дуално образование. И уште една порака е тоа дека постојано во животот сегашните студенти или вработените дека треба постојано да се надградуваат, затоа што до сега важеше едно правило дека ако имате високо образование и 5 години не научите ништо ново, бидејќи светот се менува и напредува, ќе се вратите на средно образование и уште за 5 години ќе се вратите на основно образование. Вие ако имате факултетско образование, значи за 10 години вие ќе знаете само да читате и пишувате. Во иднина тоа уште повеќе, тоа време уште повеќе ќе се скрати. Така што потребно е постојано да се учат нови работи. Mrs. Vanda, your message then? And to be curious, and also if you are in the company, also ask for tasks, make proposals also what you can do, also to ask to be in other parts, other departments of the capital know better. And this is a big opportunity, no? And also maybe to give feedback also here in the faculty about your experiences, no? And how you finally to exchange about both sides, and so both sides can improve also. Because as I mentioned, this is a very fast process we are living, so the adaptation of the curricula, of the content of the study is very important. Thank you. Gospodine Molina, вашата пора? Јас сакам да дам многу краток поврска со ово, дека се послужам со една стара поговорка, која не се кажа точна, меѓутоа сакам да направам пример. Не мора да значи фактот, значи успешноста е еднаква на вложениот труд. Значи не се фаша така, например имаме среќа и така натаму, меѓутоа како студенти би требало тоа повеќе да се мисли, дека за да се биде успешен треба труд, без разлика дали ќе биде тоа во дуалното образование, дали ќе биде тоа во редовното образование и екстракурикуларното образование. Значи, вашиот успех ќе биде еднаков на трудот што ќе го внесете на градење на себе си. Благодарам, господин Велко, вашата пора. Ја две пораки се дадам, една и за компаниите, една и за студентите. Времево е лудо, да го наречеме, нели? Имате биткоини, некој млад кој може до 18 години да стане милионер, така. Ама тоа не е трајна вредност. Се разбереме, значи нема да останете без трајна вредност, бидејќи во ова лудо време не време. Само да кажем, имам запишано некој порака, да не учите за денешните работни места, него да учите да учите. Тоа е по мене најбитното. Единствена вештина која нема рок на трајање е способноста да се адаптираме. Дуалното образование не е патека до работа, тоа е патека до адаптибилност. А тоа е нешто пазарот на труд ќе го бара во следните 20 години. Значи, дали ќе се адаптираме, тоа е моето чувство после 23 години портал кој што има сите информации во држава, уште 5 години, 30 години од човечки ресурси. И бидете спремни да се адаптирате. А за компаниите една порака која што мислам дека и јас се станам на них. Значи не е само коморите, него јас сум дел компанија кои ги мислите маки. За среќа само ги слушам двете страни. Компанијата која прва ќе разбере дека флексибилноста и развојот не се трошок, туку инвестиција, ќе ги добие најдобрите луѓе. Останатите ги регутираат што е второ, трето, четврто место. Така да тоа е за нас компаниите еден сериозен совет. Реплика е. Очекувам и казва дека да бара правото на германо. Со вас. Мојот негова и веде бара работа. Каде си од Бростан?
Приметуваш на мене нешто необично, да, немате уши. Ушите ги остават во ратот во Босна и не сакам да ги видам деле нема работа. Значи не припаѓа овој германски. А му кажал на касот само да каже дека немој да си рекол нема уши. И казал него е работа бара, кај се ти од Босна, што приметува, кај мене носите леки. И од кај виде дека носам, па да имаше ушите, носеше наочари. Така да се наоѓањето на фирмите, оваква ситуација е еден од битните фактори за таа работа, вечната битка меѓу работодавачите колку дава и работниците колку ќе побараат, ќе постои. Трудете се, онда што ви го кажа господинот Морина, дека колку ќе вложите, толку ќе вредите. Работодавачот не греши. Он и пред вас, и после вас точно знае да определи цената на трудот, за да ја задржи тук. Повеќе не греши. Има помалку грешки, да, има. Али искуството треба да се Ова изгрешил со наочарите и со дека. А не ги за опросанци. Благодарам. Сега да се свртим на другата страна, доколку има прашања, некакви до панелистите, слободно кој сака може да се вклучи во дебатата. Ако не, јас ќе ви поставам прашање. Може вие да дајте толку ловра кој ново стане. На време имаме прави прашање. За студентите, што ви е најважно при избор на кариера? Плата, сигурност, практика или можност за напредок во кариера? И дали чувствувате дека факултетот ве подготвува доволно за реална работа? Колку од вас верувате дека по дипломирањето веднаш ќе најдете работа и тоа по струка? Кој сака да се вклучи? Статистиката ја имаме, меѓутоа да ги слушате на студентите. Сака некој? Родителите? Имате ли некакви прашања и слично? И проекти. Видите, никој нема прашања. Тука може да го затвориме овој панел. Почитувани денешната дискусија покажа дека дуалното образование не е само концепт на хартија, туку реална можност за подобро образование во конкурентни компании и посигурна иднина за младите. Денес повеќе не е доволно само дипломата и прашањето повеќе не е дали ни треба дуално образование, туку прашањето е колку брзо можеме тоа да го направиме. Доволно квалитетно и доволно масовно, за да не ги губиме младите, компаниите и идните инвестиции. Тоа го покаже и оваа денешна уште една форумска дебата за дуално образование, традиционално организирана од Heidelberg факултетот во Скопје, која е првата високообразовна институција во Македонија и пошироко на Балканот, која системски го оведува дуалниот образовен модел. И како што самите велат, не се само увозници на концептот, туку негови адаптери и пионери на овие простори. Ви благодариме на сите што бевте дел од дебатата. Другите кои што сака да дознаат повеќе, посетете официјалната страна на факултетот или разговарајте со представници од факултетот тука во фоајето. Ви посакувам довидување на сите, благодарам што бевте тука и ето до следната среќа. Има што беше да го стиснам одма. Како? Па треба да го зачувам некако да видам.